верен пријател и поддржувач на македонскиот ракомет. Најдобрата фармацевска грижа е наша препознатливост. Аптеки Еврофарм. Македонија го започна настапот на 6-то европско првенство, пето поред. Стартувавме со победа над селекцијата на Украина со 1 гол разлика. Долгогодишен репрезентативец Ацо Јоновски, дефанзивец во националниот тим, познат по многу борба на линијата од 6 метри. Што ти очекуваш од настапот на Македонија на ова европско првенство севкупно? Па добро, прво голем поздрав до сите. Ја искрено најдов малце време и скокнав што би се рекло до тука да ги видам моите бивши колеги, така да кажам, значи ме влече уште тоа, ги осеќам како да сум тука, како да сум тоа. Очекувам искрено пласман во втор круг, после тоа понатаму што ќе се случи, значи се зависи од нашиот здравствен билтен. Се надевам дека среќата овој пат ќе биде и на наша страна, нема да биде тоа од прошлото европско првенство во Хрватска, каде што битни играчи ни се повредија во многу битни моменти. Во вториот круг, каде што првиот круг го извоевме како првопласирани во групата, се надевам дека сега ќе биде многу подобро и дека здравието ќе не послужи и тоа сето после вториот круг е само успех. Ти имаше многу дуели со чешките ракометари во минатото, имаш ли некој совет на нашите дефанзивци да им дадеш пред важниот надпревар денеска? Па добро, седевме малце со моите играчи, бивши играчи, колеги, да кажам, нормално дека поделив некој совет, дека колку ја што кажам, значи многу пати игравме со Чешка и поделив некој совет, значи не би сакал да откривам, искрено сакам, и добро стави, самите играчи добро ми праша и јас нешто поделив, така да мислам дека ќе им биде од корист. Прво мора да играат со глава, а потоа мора и да се игра јако, стварно јако во одбрана, затоа што сите имаат една добра репрезентација, добри индивидуалци, така да мојот совет им е даден. Неколку сезони веќе си во германскиот Ратинген, сезонава повеќе како тренер, помалку како играч. Како се снаѓаше во тренерската професија, имаш големи амбиции за во иднина, кои се твоите планови? Па, искрено, почнав спонтано, значи не беше ништо со план. Мојот председател на екипата дојде, требаше да го промени нашиот тогашен тренер. Искрено ми понуди, јас во договор со нашите играчи, значи искрено ме респектираа прво како играч, па му кажав планот, идеите мои, па почнав да преземам прво како играч тренер. Сега сум само тренер. Сега сум само тренер и можам да кажам дека е скроз друга улога, скроз ново искуство. Значи, како што кажав пред некое време имав интервју, скроз друго искуство, значи некои работи што сум јас ги правел и ги нервирал на тренерите, сега ми го прават мене тоа, каде што стварно гледам како им било, стварно е на тешка работа, многу захтевна професија, многу бара жртвување, инвестирање само во себе, така да за сега оди добро, плановите искрено ги гледам, се гледам долгорочно, меѓутоа се зависи од, знаете како е тренерската работа, од самиот успех во одреден момент. Значи може некогаш да го види Ацо Јоновски како тренер и во Македонија, на Струга, на Металург, на... Искрено, со доаѓањето на Данило Брестовац имав една понуда како помошник тренер, меѓутоа мојата екипа не ме пушти, значи не сакаше да бидам така меѓународно кажано да седам на два стола, сакаше да се концентрирам како млад тренер, да посветам доста време на мојата екипа и така да фалам уште еднашка, зашто да не, може да во еднина да биде и тоа. Му се радуваш на дождот, но не и на поројот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме.